Локалните избори тест за Мицковски и владината коалиција. Резултатите ќе бидат индикатор за лидерството на Филипче и опоравок на СДСМ на политичката сцена. Партиските кандидати ќе се соочат и со повеќе независни кандидати. Гостин во тренинг Владимир Божиновски, добре дојдовте во емисијата. Благодарам за поканата. Дали убедливата победа на ВМРО-ДПМН и на парламентарните избори пред се може да биде товар за владеачкото мнозинство да се исполни ветеното? Видете, секогаш партијата која што ќе победи на изборите си го носи тоа бреме на поддршка и доверба која што ја имале гласачите и има возможеле да дојдат на власт и да покажат што можат, дали можат и како можат. Така да се разбира дека доколку после извесен период од практикување на власт не се или граѓаните не чувствуваат дека се исполнети нивните надежи, тоа ќе резултира со намалување на поддршка. Но да се разбереме, ова не е нешто што се случува за месец или два. Знаете како, потребно е барем од прилика половина од мандатот за една влада, без разлика која влада е, за да се види дали таа влада успешно се справува со оние проблеми поради кои што и граѓаните и ја дале довербата. Колку актуелната владеачка гарнитура може да се носи и да ја добие речиси истата бројка на гласови, без разлика што станува збор сега за локални избори, а не за парламентарни, во услови кога за една година практикување на власта се случи трагедијата во Кочани, голем број од проектите не беа целосно реализирани, а ветени во првата година. Имаме случај Трубарево и така натаму. Значи, знаете како, секогаш се случуваат одредени настани кои што се надвор од на практикување на владење, да кажеме. Дали станува збор за одредени несреќи, дали станува збор за трагедии како што се случи во Кочани, дали станува збор за одредени проекти кои што се можеби неисполнети, можеби делумно исполнети. Она што граѓаните го ценат, односно би го ценеле доколку све се направи, е на кој начин власта или оние кои што се одговорни се справуваат со такви ситуации. Доколку они сметаат дека власта успешно се справува со тие предизвици, тогаш они ќе продолжат да ја дадат поддршката. Доколку не, таа поддршка ќе биде ускратена. Еве со примерот во Кочани. Реакцијата, првична реакција на државата, не само од мој аспект, туку и генерално од аспект на генералната јавност и на експертската јавност, власта се справи добро со, значи, како првична реакција на она што се случи во Кочани. Сега, тоа не значи дека владата има неограничена доверба на граѓаните во однос на овој случај. Туку сега треба да идеме вториот чин како ќе се одвива, а тоа е одговорност на оние кои што имаат одредена вина во сето тоа што се случуваше, односно таа комна вечер кога загина над 60 лица. Како вие денес го оценувате практикувањето на власта на актуелната гарнитура? Знаете како, она што испоред истражувањата, а и лично за мене, беше најзначена, би рекол, потреба за македонското општество во однос на практикување на власта е справување со криминал и корупција. Ние видовме дека многу држави од околината во моментов кога решително почнаа да се справуваат со криминалот и корупција, многу брзо потоа едноставно го забрзаа својот и економски, но и генерален општествен развој. Така да јас сметам дека некаде напролет ќе може да се направи еден пресек дали власта успева да се справува со корупцијата, дали се преземени одредени чекори да се справува со корупцијата или не.
Доколку е тоа случај, тогаш они ќе ја задржат поддршката. Но доколку тоа не е случај, се разбира дека може да очекуваме да изгубат таа поддршка. Ако се сеќавате, кога дојде минатата влада на СДСМ 2017 година, граѓаните исто така, дока 2019, значи отприлика 2 години, и дадоа фора, условно кажано, на таа власт да покаже што знае и дали знае. Кога видоа дека ништо од оние ветувања, исто посветени на криминалот и на корупцијата, не се исполнуваат, многу брзо потоа таа власт ја загуби поддршката. Сметате дека ВМРО ДПМН лесно ќе го мобилизира гласачкото тело и покрај тоа што се чини дека влада е соевидно незадоволство. Има граѓаните пред се големи очекувања, но споменав, ни се случи Кочанската трагедија, се уште имаме висока стапка на инфлација. Синдикатот вели сакаме зголемување на минималната плата. Вие велите прв индикатор дали добро владее гарнитурата после 2 години практикување на власт. Не прв индикатор, туку тоа е веќе доволен временски период за да може да се анализира дали владеачката гарнитура успеала да се справува со оние проблеми поради кои е дојдена на власт. Сега граѓаните се уште да они имаат големи очекувања, они се уште во исчекување. Се уште имаат одредена надеж и даваат буквално уште малку време на власта да покаже дали ќе успее да се справи со сите овие проблеми кои што ги наведовте. Пред се борба со криминал и корупција, но се разбира и економскиот развој, справување со инфлација, едноставно добробит и унапредување на општеството. Да не ги забораваме, тука се разбира и еден од најконтинуирано клучните проблеми, особено во зимскиот период, посебно за граѓаните на поголемите населени места, особено Скопје, а тоа е борбата со загадување. Значи, ние се уште чекаме некој да почне сериозно да се справува со загадувањето. Бидејќи досега борбата со загадување беше едноставно дел од предизборната кампања. Не предизборната кампања за минатите избори, туку предизборната кампања во изминативе 20 години сите политички партии. Се уште не сме виделе некој решително и сериозно да почне да се справува со овој проблем. Така да и ова ќе биде дел од она и ова е дел од оние очекувања кои што ги имаат граѓаните. Господин Божиновски, лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Мицковски им се извини на Скопјани со изборот на Данела Арсовска. Градоначалничката на метрополата во заминување се извини што прифатила да биде кандидат на ВМРО ДПМН. Што може да очекуваме и што покажуваат најновите истражувања? Каков би можел да биде распоредот на силите по изборите на локално ниво? Знаете како? Досега најуспешниот градоначалник во Скопје, Коце Трајановски, дојде како претходен градоначалник на една скопска општина. Значи, он претходно успева да се справи со проблемите на една од тие скопските општини, случајот Газибава, и потоа дојде како градоначалник на Скопје и мислам дека повеќето граѓани на Скопје согласуваат дека тој беше досега најдобар градоначалник. Сега имаме слична ситуација каде што еден успешен градоначалник на една од скопските општини, случајот Кисела вода, се кандидира да ја добие довербата и на граѓаните на Скопје. Најверојатно ќе биде идниот градоначалник, доколку се суди според истражувањата кои што ги спроведувавме и кои што се разбира се објавени. Значи, на Скопје како градоначалник му треба човек кој што ги познава проблемите и кој што може да се справи со тие проблеми. Она што за жал се покажа како лоша комбинација, доколку во Скопје се дојде некој без претходно искуство, со поддршка од одредена политичка партија, но без никакво познавање на она што е клучно и значено за функционирање на градот Скопје. И за жал тоа се случи во изминативе 4 години. На овие локални избори има 18 кандидати во трката за градоначалник на Скопје. За прв пат на локалните избори има и голем број на независни кандидатури. И тоа е добро. Колку бројноста ќе значи дисперзија на гласовите? Што и на некој начин се поставува дополнително прашањето дека е многу тешко во првиот круг да се стане градоначалник.
Видете, може дел од кандидатите може ќе ја завршат работата, односно ќе победат уште во првиот круг, дел се разбира ќе одат во вториот круг. Повеќе кандидати, повеќе опции, значи збогатување на изборниот процес, збогатување на демократската можност која што имаат граѓаните. Локалните избори се еден добар лакмус тест на демократската партиципација на граѓаните. Колку повеќе луѓе се кандидираат, колку повеќе независни групи се кандидираат, толку можеме да очекуваме и зголемување можеби на интересот на оваа млада популација да биде дел од тој изборен процес. ВМРО ДПМН се представува како партија што ја обновува државата и ја враќа стабилност со зачување на македонскиот идентитет, јазик, додека СДСМ се позиционира како гарант за демократијата и европскиот курс за кој сметаа дека е загрозен. Каква кампања може да се очекува? Мислам дека со оглед на... Дали локалните теми може да се претворат во национални? Локалните теми, видите, ние секогаш може да се надеваме дека локалните теми ќе доминираат на локалните избори, но досега од изминативе изборни циклуси се покажа дека многу често и националните теми доминираат на локалните избори, за жал ќе кажам. Она што е ја мислам значајно за самите политички партии еднаш кога да сватат дека на локални избори ние треба да дискутираме за локални теми. Граѓаните на локални избори ги интересира кој како ќе се справи со отпадот и со хигиената, кој како ќе се справи со проблемите од аспект на инфраструктура, кој како ќе се справи со зголемување на зеленило или унапредување на квалитетот на живот, особено во поголемите урбани средини. Тоа треба да биде интересно. Нема ние зашто на локални избори, не знам да говориме за надворешна политика или да говориме за економски теми кои што се во надлежност на централната власт. Божиновски, битката пред се во Скопје за Чаир, па и потоа и за Кичо, веројатно ќе биде прашање од исклучителна важност, особено во албанскиот кампус и битката меѓу Изет Меджити и Бујар Османи. Кои се вашите предвидувања во тој дел? Да, па ова е добро што ме потсетите, тоа сакав да го споменам и на претходното прашање. Значи, искрено не очекувам многу или барем не очекувам сериозен судир и емоции во однос на битката помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, од аспект што разликата е премногу голема и на едните им јасно дека ќе победат, на другите им јасно дека ќе изгубат. Но она што го очекуваме е исклучително тешка битка во така наречениот етнички албански кампус, каде што Ду и Влен ќе се обидат да се представат дека они се дека тие се всушност партии или коалиции на кои што етничките албанци им ја даваат својата доверба. И да, најинтересно на овие избори нема да биде, битката за Скопје, туку ќе биде битката за Чаир. И битката за Тетово, и битката за Гостимар. Тука, всушност, и мислам дека ќе биде и фокусот, изборниот фокус, затоа што тука има премногу непознати во однос на тоа кој како ја има поддршката од граѓаните. Дали од изборниот резултат во Чаир ќе значи евентуалната политичка елиминација од владината коалиција на Вреди и евентуално повторно враќање на Дуј на Линденска број 2? Па мислам дека не е тоа толку едноставно. Прво, знаете како, треба да видиме како ќе се подалат картите, односно на кој начин ќе гласат граѓаните. Затоа што кај локалните избори е многу тешко да се дефинира победник, секојаш е повеќе перцепција за победник. Од тој аспект мислам дека да, најзначајно ќе биде кој ќе биде победник во Чаир, бидејќи тука се судираат еден од лидерите на коалицијата Вреди и од другата страна е човек кој што пледира или за кој што се говори дека може да биде наследник на Али Ахмети на кормилото на Дуј.
Че вамо го имаме Изет Меджити, вамо го имаме Бујар Османи. Така да таа битка прво ќе биде лично за кариерите на едниот или на другиот, затоа што победникот може да ја продолжи, да би рекол и да ја збогати својата политичка кариера, додека губитникот може да очекува или напуштање на политиката или намалување нели на перцепцијата и на развојот и растот на неговата политичка кариера. Тоа е одличен аспект. Потоа, доколку хипотетички, не знам, Влен победи во Тетово, Дуи победи во Гостивар. Ова е хипотетички. Битката за Чаир ќе одлучи каква е перцепцијата за победник помеѓу етничкиот албански блок. И тоа го велам затоа што сепак се базира за перцепција. Се некој може да говори за, не знам, број на советнички места, за број на гласови на советнички листи, за број на вкупен број на градоначални. Че има повеќе аспекти според кои што може да се дефинира победник на локалните избори, но сепак е најзначајно кој ќе успее да биде градоначалник во оние клучни општини. Може ли да се очекува по локалните избори актуелниот лидер на ВМРО ДПМН да ја искористи, односно да ја практикува истата тактика како и неговиот претходник Груевски, кој после секоја победа по изборите неговаше предвремени парламентарни избори? Не, видете, доколку има предвремени парламентарни избори, треба наистина да има сериозна причина за тоа. Затоа што доколку вие се обидете или направите парламентарни избори без при тоа да дајате некоја сериозна причина, тоа може негативно и на вас да се одрази. Значи, доколку има, ја не велам дали ќе има или нема да има, но доколку има предвремени парламентарни избори, наистина треба една многу сериозна причина, поради која што ние повторно би се подготвувале и би влегле во нов изборен процес, кој вообичаено, нели, 3 месеци ја парализира целата држава додека траат тие избори. Така да ја не велам дали ќе има или нема да има, туку велам дека доколку има, треба навистина да има сериозна причина зошто би се одржале тие парламентарни избори. Доколку нема сериозна причина, тогаш не гледам зошто би имале предвремени избори. Благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Владимир Божиновски, политиколог, професор на Правниот факултет во Скопје.